председателот на ГРОМ Стефчо Јакимовски порача до македонските институции да не ја почитуваат работата на специјалното јавно обвинителство и да ги игнорираат барањата на истото, исто како што специјалната јавна обвинителка Катица Јанева досега постапувала под барањата на македонските институции. Во тој контекст го имам со мене председателот на ГРОМ Стефчо Јакимовски. Господин Јакимовски, добар ден. Добар ден. На што се должи оваа реакција на граѓанската опција на Македонија? Искрено да видам, ние 2 дена не можеме се соземеме од изјавата на господјата Јанева дека подготвува свадба и дека е во пресред ги пречекува великденските празници и тоа е причината за одлагање на судењето на господинот Зоран Заев во аферата Пуч. Тоа само укажува колку е ова господја неодговорна и на како бескрупулозен начин ја девалвира институцијата обвинителство, на како бескрупулозен начин го деловира и судството. И искрен да видам, ако таа може да има изговор дека подготвува свадба, тогаш сите представници на македонските институции во соработката со специјалното јавно обвинителство може да го имат истиот изговор дека подготвуваат свадба и дека се во пресред на голем верски празник. Се извинувам. Во рамките на тоа, јас како председател на ГРОМ, значи ние како партија, како градоначелник, и исто така мојата општина, доколку во иднина има било каква потреба од соработка со специјалното јавно обвинителство, ќе го дадеме истиот одговор дека подготвуваме свадба и дека сме во очекување на голем верски празник. Сметам дека овој циркус што го прави таа, што го прави министерката за труд и социјална политика со непочитување на судска одлука, што го прави циркусот министерот за внатрешни работи со тоа што издаде налог за апсење на Едмон Темелко без судски налог, со тоа што вработува советник милитант кој што повикува на крвопролевање на улиците на Република Македонија и со ова што го прави господјата Катица Јанева заедно со Зоран Заев, кој што видовте го одлага судењето под изговор дека неговите адвокати се во странство. Значи, заедно тоа го работат во манирот на искусни, познати криминалци кои знаат да ги најдат дупките во законот за да можат да го доголекуваат судењето. Сметам дека ние како граѓани, како луѓе кои што сме добиле мандат од граѓаните на Република Македонија, кои што е градиме Република Македонија, не треба да дозволиме повеќе вакви луѓе да се играат со судбината на Република Македонија и сакам да им порачаме дека треба да им се спротивставиме и за нас е зачудувачки што тие во ваква еден ситуација кога има медиумски плурализам се обидуваат да прават будали од 2 милиона граѓани, па што би правеле кога медиумите би биле регулирани по нивни терк?